Тодоровски, Стоянов, Димитровски, Аврамовски, Караджов, Георгиевски, Здрайчов, Ефимов и Кръстен. Забележувате прегледате, според броевите са се приявени во УЕФА. Играата на ова средно. Овие едини степени на почетокот за Вардар, а за Спартак Суско, Кашел, Лайснер, Храбар, Палис, Тител, Уилаки, Динков, Христофик, Гекирович и Комеш. Луис Фабио Комеш од Брасил. Средата ќе води Чарлс Агиус од Малта, ќе му помагаат Месерас Амунел Самит и Филип Агиуса. Вижте пројказачи од Малта и четвртиот судија Микеле исто така од Малта. Делегат на ова среда е Шулник Ока од Турција. Подсетување дека пред 30 години овде на градскиот стадион беше 2:2 во надпреварот во Трнава, победа на Спартак од 4:1, а во финалето тоа инаку беше полуфинален надпревар во Средноевропскиот клуб. Тогаш Црвена звезда готова за Спартак со 4:1, а во првиот надпревар загуби 1:0. Почеток на средбата во своите традиционално црвено-црни дресови, тоа се фудбалерите на Вардар, од кои сите очекуваме, сите љубители на фудбал во нашата држава, сета спортска јавност очекува конечно во оваа Европска 1998 година една наша екипа да ја забележи првата победа. Секировиќ, Комеш. Очигледно се работи за добар фудбалер. Имаат многу проблеми од врмените фудбалери на Вардар, тоа го чувствува и Ѓоре Јовановски од Луис Фабио Комеш. Караджов, Трајчов, Караджов, од далечина, добро го направи тоа, добар потек на Горан Караджов. За да се загрози голот на Камил Суско. Димитковски, добар удар! Тета, само корнер. Димитковски четврти корнер, подскок на сите се разбира, многу мине видео и топката во мрежата на Суско. Ево следната, овој момент внимателен беше Суско. Димитковски до Караджов. Трајчев. Добро е чуван на оваа средба. Игра нешто повлечено. Караджов. Може да упати удар. Шанса и взема гол. Тета, се добро. Караджов. Само се најде и Крстен. Продолжува акцијата на Вардар. Повторно Караджов. Аврамовски утика. Најголема шанса за Вардар. 40-та минута. Останува 0:0. Ѓорѓиев, Јовановски, Караджов. Трајчов. Илчо Ѓорѓиевски, можеше удар. Добро го направи. Тоа жадно, прецизно. Крај голот на Камил Суско. Во тека 47-та минута. Останува 0:0. За екипа на Спартак Трнава во последните 2 сезони гол во своја второто место. Еве го сега Комеш. Да видиме што покажува судијата, дека некој играл само со рака и тоа ќе биде пенал. Во втората минута од второто полувреме, еве го моментот кога судијата Чарлс Агиус покаже на белата точка. Чарлс Агиус покаже на белата точка и еве може сега гостите со голот на Марек Уилаки, но добар е и Зекир, да видиме. Нема гол! Останува 0:0. Зекир полета на вистинската страна, ударот пак на Уилаки, заврати во директот, што се однесува до ударите во директот, сега 1:1, останува 0:0.
И тоа може да биде само мотив за нашата екипа сега во продолжувањето на второто полувреме. Ова е само трета минута, 48. Едноставно да си ги надмина своите моментални моćности и против ова реномирана, ова квалитетна екипа на Спартак од Трнава во продолжувањето да и нанесат и пораз. Ѓурѓиевски. Тодоровски. Шалски и нема гол. Отлично. Само некој од фудбалерите на Вардар реагираше, ќе биде ова седми удар од агалот. Аврамовски. Караджов. Во средината само до Ујаки. Нова акција на Вардар. Караджов. Оддалечина и добра интервенција сега на Суско. Девети корнер. Добра сета, тоа беше замислено. Аврамовски продолжува акцијата на Вардар, сега слободен удар. Стојанов, Тодоровски, Трајков. Естимов. Аврамовски. Шанса и нема гол. Убава акција на фудбалерите на Вардар. Се најде само Тони Естимов во ситуација кој ќе шутира на голот на Секир. Крај голот или во голово мрежата. Еден спрема нула. Ујлаки 1 спрема 0, тоа се случува во 31-та минута од второто полувреме, во моменти кога екипата на Вардар има играч повеќе, кога имаш иницијатива. Гледате, долго време траеше ова сето на некој начин нисе разредениот зид, кога многу фудбалери едноставно требаше да останат на своите места. Изненаден Зекир и во 31-та минута од второто полувреме гостите преку Ујлаки дојдоа во водство од 1 спрема 0. Беневски. Трајков. Еве шанса, дали некој упатат удари? Стар нема гол. И тоа се случува. Останува и натаму водство на гостиното 1 спрема 0. Погледнете ли гледаци, се што на оваа средба промашува фудбалерите на Вардар. Топката ќе ја нафрли Данилски. И по ова интервенција на Гонор Суско треба да очекуваме крај на средбата. Екипата на Спартак од Трнава со голот на Ујлаки во 76-та минута на градскиот стадион во Скопје во првиот надпревар од квалификациите за купот на победниците на кубовите забележува победа против нашиот представник, екипата на Вардар со 1 спрема 0. Вардар, верим се драги да си со оваа магнетоскопска снимка, беше многу поблиску до победа, меѓутоа само ако се постигне гол, ако се постигнат голови, може да се оди понатаму. По 14 денови реванш средба во Трнава. Спортскиот се разбира, фудбалерите на Вардар се надеваат
дека може да биде подобро на ревансот од тука што беше овој пат на средбата со искуството, со добрата, со квалитетната екипа на Спартак Трнава овде на градскиот стадион во Скопје во присуство на околу 10.000 любители на фудбалот. Со овој драги гледачи завршуваме магнетскопската слипка од средбата во која уседнаш да повторам со голот на Ујлаки Спартак од Трнава се соби со предност пред средбата со екипата на Вардар. Пријатно.